Сметате ли дека долг период сме во една ваква образовна каша? Вие многу зборувате, многу критикувате, меѓутоа, дали можем баш вака да дефинираме дел од рак раните на нашиот образовен систем? Па добро, ние подолго време целокупното општество, целокупната држава која што се наоѓа веќе предолг временски период во една криза, почнувајќи од 90-тите години па наваму, преминувајќи во еден друг систем, барајќи се самите себе во сите подсистеми внатре, може да се каже дека целото тоа се одразува и на образованието, и образованието како дел од општеството ги трпи сите тие последици кои што на некој начин се удар на сето она што се случува на граѓаните во оваа држава, и сите сме сведоци, и сите сме современици на овој предолг временски период, така може да се каже, на измачување или на барање, што е она кое што всушност треба да биде вистинскиот или еден од најважните столбови на општеството и на државата, тоа е образованието. И тука има причини многу. Ја спомнавте политиката и мислам дека таа во континуитет е, можеби, дали може така да се каже, но еден од клучните виновници зошто образовниот систем е дојден до ова ниво, покрај многуте други фактори низ кои што исто така може да се издвојат. Така да недостига визија, недостига промена на образовната парадигма, недостига истражување што е тоа што ние после 90-тите години требаше да го направиме. Така да навистина образованието може да се каже сведено на многу лошо ниво и тука има повеќе фактори зашто е тоа така. Секогаш се актуализира проблемот со образованието и тоа колку е тој образовен систем подложен на промени и колку тие промени се во насока на развоја, колку стагнација и деградација можеби, особено кога ќе излезат научните студии и истражувањата. Еве имаше неодамна една на Пирс 2021 која вели дека во 15 години нашите ученици воопшто не напреднале во однос на нивото на читање со разбирање. Колку се вие сложувате со податоците кои што излегуваат, параметрите кои што се користат за проценка на нивото на кое што се наоѓаат нашите ученици во однос на учениците во светот на таа возраст? Така, да. Значи, тоа се познати студии во кои што Македонија учествува некаде од 2001 година, Пирс истражувањата и некои други студии, и тие податоци излегуваат деновиве, и тоа е точно дека ние од, ми се чини, 43-4 земји кои што се во таа студија, ние сме на некој 35-37 место и дека внатре резултатите се навистина поразителни. Дека само 1% од учениците го следат она ниво кое што е стандард, ниво на европско ниво на кое што тие индикатори, бидејќи тие инструменти на некој начин се инструменти и се однесуваат и за децата во Македонија, и за децата во Србија, и за децата во Словенија, и во Хрватска, и во Германија, и во Швајцарија, и во Романија, така да постојат некакви стандардизирани елементи кои што се универзални, постојат некои кои што се соодветни на контекстот, така да тоа се сериозни истражувања, сериозни испитувања во кои што суштината на тие истражувања е како образовните системи после тие резултати треба да сватат нешто и да пристапат во некакви промени, во менување на она што всушност треба да биде подобрување на тие состојби. Тоест, тоа е и тоа не е, видите, тоа е познато од многу одамна, не само во тие студии, дури истражувањата написана 15 годишниците. Што е заклучокот? Заклучокот е дека сето она што се случува дури и во предучилишното, на 4, на 5, на 6 годишна возраст, понатаму го следи тоа и во истражувањата на Пирс во 3-то, во 4-то одделение. Целото тоа се повторува на 15 годишниците во ПИСА, значи тука има повеќе нивоа каква е нашата јазична писменост, какви се нашите математички вештини кои што се поврзани со сето она понатаму кој што всушност треба да биде развој и на когнитивниот и на социоемоционалниот развој на личност на човекот.